Ти си ме предложил. Не. Оде си тука. Честитам на најдобрите, што во денешниот, можеби најстуден ден во годината, се одважија да дојдат на петиот христијански философски форум што го организираме после едносеместрална пауза. За подсетување, во текот на минатата 2017 година успеавме да организираме 4 дискусии од христијанскиот философски форум, потоа направивме мала пауза во текот на зимскиот семестар, за сега да продолжиме со нови 4 продолжења. Размислувавме дали концептот да го задржиме и да биде истиот концепт, или еден класичен философски поим и концепт, и потоа секој од својата перспектива, од своја гледна точка, од гледна точка на собствената стручност и специализација да го расветли. Размислувавме за други можни варианти и начини како да се структурираат темите, но решивме и во текот на овој семестар да се задржиме за истиот принцип на работење, затоа што навистина има уште многу теми кои што можат преку истиот начин, преку истиот методолошки пристап кој што го имавме досега, да се разгледаат и да се обработат во текот барем на овој семестар, односно на оваа втора сезона на христијанскиот философски форум. Сега, директно би прешол на темата, бидејќи го имаме тој формат, да професорот Солунчев и јас бидеме во ведличари и да им оставиме секако повеќе време на нашите гости кои што имаат во секој случај многу повеќе што да кажат на темите кои што ги отвараме од нас. Темата, како што знаете, на вечерашниот форум е концептот па идеи. Тој е класичен, станува збор за класичен образовен идеал и представува сеопфатен процес на воспитание и образование на идеалниот член на старогрчкиот полис. При тоа има за цел вклучување на членовите на полисот во неговиот аристократски подвиг. Основниот идеал кој стоел зад воспитно-образовниот процес била складноста на личност, која го опфаќала интелектуалната, етичката и физичката сфера. Дали може малку на миксета да го намалиме, бидејќи се јавува лесна фолија? Сега. Малку да намалиме. Веднаш. На тој начин изучувањето на математиката и медицината било неразделно од уметноста и музиката, од риториката и граматиката, од воената и физичката подготовка, од философијата и од теологијата. Истиот идеал во различни форми се сретнува во источното и западното средновековие, како и во ренесансниот и постренесансниот период. Денес пред нас се поставуваат повеќе прашања. Прво, дали во современото образование има се уште место за идеалот па идеја, како што во кратки црти го представи. Дали современите социјални и економски околности го обесмислуваат самото постоење на еден воспитно-образовен систем заснован на античкиот идеал за калокагатија. На повеќето тука ни е познат тој концепт. Доброто и убавото, како основата за градење на едно општество, вклучително и образованието во општеството. Дали изучувањето на уметностите, книжевноста, философијата и теологијата
се ништо повеќе, но безпотребен долар на општеството кое што се базира врз доблеста под наводници на профитот. Петиот поред, христијански философски форум, ќе се осврне на овие прашања и ќе се обиде да лоцира улогата на философијата во евентуалното реактуализирање на концептот па идеја во современото воспитание и образование. За да можеме да ја оствариме оваа цел на форумот, повикавме 20 гости, кои што се, и тоа како компетентни да зборуваат на оваа тема, имаме 20 гости кои што се гимназиски наставници, кои што предаваат философија во една Скопска гимназија и во една Велешка гимназија. Јас ќе го представам нашиот прв соговорник, господја Драгица Солунчева, наставник, професор во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин во Скопје. Идејата за паидеја е идеја за совршеност. Еротологија сватена како аретологија. Потенција за создавање на рефлексивни аристократи кои ќе поетизираат сета стварност. Во обликување на безобличното. Единствен модус низ кој екзистенцијата ќе избира својата есенција. Паидеја е соочување со логосната стварност, објава на возвишената триада, вистина, слобода, красота. Можност за развивање креативна и критичка свест, услов за создавање на личност. Според мене, ова се основите на вистинското образование. Се друго е безсмисла и ирелевантност. Хелените, цитирајќи го Ниче, најпрекрасните, највозвишените, за восхит, најдостојните, го создадоа поимот калокагатија, совршеното единство на убавото и доброто. Убавото е добро, доброто е едновремено убаво. Веројатно овој поим својот најубав израз го доби во Платоновиот воск. Дајте ми да бидам убав одвнетре, а мојата надворешност да биде во хармонија со моите внатрешни особи. Според мене постои историско-философски континуум, античка Грција, Византија. Во византиската философија, чијна поимот калокагатија, ја доби својата метафизичка суштина. Византиската философија го позна човекот како возвишено создание на субјективноста, како потенција за стекнување онтолошка ипостас. Личноста е принцип кој во себе прима вечност. Иманентна карактеристика на личноста е слободата. Всушност, трансцендирачката моќ на личноста е доказ за слободата која ја поседува. Вистинското битие произлегува од личноста која што слободно љуби, која што избира да љуби слободно во вечноста. Практично, љубовта се поистоветува со онтолошката слобода, бидејќи љубовта е акт на слободата, да се љуби може само во слобода. Слободата се себе актуализира единствено на слобода. Човековото возбожување е стекнување љубов како божествена суштина. Во чинот на познание на трипостасната божествена природа, гносеолошкиот субјект е едновремено и етички и естетички субјект. Зашто во чинот на созерцање тој ја познава вистината која му се открива едновремено како убавина и како добрина per се, по себе и за себе. Всушност,
носеолошкиот субјект, кој што е едновремено етички и естетичен, и самиот станува естетски и етичен, и самиот станува убав и добар по себе. Оттаму, философијата како поим се поистоветува со поимот филокалија. Љубовта кон вистината се поистоветува со љубовта кон красотата. А поимот поиесис се поистоветува со поимот паидеја. Да парафразирајќи ја професорката Елена Колева, имаме паидеја како поиесис како паидеја. Всушност се создава личност како уметничко дело. Една мудра жена, одејќи низ планината, нашла скапоцен камен. Одејќи по патот, сретнала сиромав човек. Отворила торбата да му даде корка лед. Тој го догледал скапоцениот камен и го побара. Жената, не размислувајќи, му го дава. По неколку дена, човекот избезумено почнал да трага по неја. Откако ја нашол и се обрати. Ти го враќам каменот, ја познавајќи ја неговата вредност. Со надеж дека ќе ми го дадеш она кое што го поседуваш, а кој со таква леснота ми го даде. Сметам дека образованието треба токму таа вредност да ми ја даде на учениците. Всушност образованието треба да го даде спокојот на душата која на златниот лист пронајден во гробот Петелија ридаше, од жет сунсува и пропаѓа. Или според зборовите на староегипетскиот свештеник, цитирано според Херодот, и тогаш ги воведоа во храмот на мудрост. Философијата е воведение. Современието чинам ги напушти овие основи. Сведочиме за комплетен, образовен и аксиолошки распад, морална и културна декаденција. Причината на оваа деструкција ја согледувам во разнебитувањето на философијата, во нејзиното протерување и деградирање. Живееме во време на цутење на екзактните науки и исклучителен технички развој. Позитивизмот како доктрина, потем аналитичката философија, со се постмодернизмот, стана иманентни на духот на современата философија и всушност на начинот на поимањето на философијата воопшто. Философите пак кои метафизичареа низ абстрактните поими и рационалните конструкти стана апатриди во философијата. Всушност се соочуваме со обезличување на философијата, со негација на философијата како резултат на импотенција за метафизички илуминации и спекулации. Се случува вулгарна индоктринација со новата религија, која што всушност представува еден утилитаристички, сциентистички квази-хуманизам. Со се постмодернистичкото се може да мине и мислам дека тоа е во основата на современата поетика на распаѓањето. По моје благо убедување, философијата не е сума на факти. Во духот на Едмунд Хусерл, чистите фактички науки создаваат фактички луѓе, кои не ќе можат никогаш да се соочат со смислата и безсмислата на човечката екзистенција, ниту ќе го дофатат вистинскиот хуманитет. Философијата е единство на научните факти, но и самата таа е над тоа единство. Таа не е обштествено-хуманистичка наука, како вообичаено што се поима. Професорот Георги Капри во една привода укажа дека е направено вулгарно абстрахирање на науките од философијата. Таа иманентно ги содржи и низ нив трансцендира. Тоа им беше сосем јасно на философите пред позитивизмот,
но очигледно тоа им е јасно и на современите креатори на финскиот образовен систем, кои ги укинуваат традиционалните школски предмети, се очекува 2020 година, барајќи мултидисциплинарен пристап кон феномени, што е всушност философскиот светоглед, кој интендира кон феноменолошко растајнување на стварноста. Познание на вистината до нејзината полнота наспроти вештачко парциализирање на стварноста во која што делот се поставува на целината. Финците велат тоа е премногу застарено и забележуваат да се враќаат кон основите на философското образование, што цивниот век предмувата е. А ние, вообичаено доцники, и натаму со сета страст, ќе ги поставуваме, браниме и идеализираме позициите на актуелните образовни тенденции, кои се веќе во замиране. Услов да создадеме квалитетен образовен систем е да имаме желба да го создадеме. Вака поставената волунтаристичка идеја би можела да биде основа на образовен систем во кој познанието, доблеста и среќата ќе бидат највисок императив. Крајната цел на образованието е да создаде среќа. На тоа укажуваше Толстој, финците инсистира на среќата како интелигија во образованието, а сепак за тако вид на благороден, префинен, духовен хедонизам, уште вам така зборуваше Епикур. Да подсетам, например, на портите на Корейската градина стоеше надпис: патнику, дојди, овде ќе ти биде убаво, овде највисокото добро е уживањето. Тој подсети дека без познание на природата е неможно да се достигне светлост на уживањето. Ако се тргне од хедонистичкиот принцип како мотив, јас верувам дека за учениците нема единствено познанието на вистината, како епистемолошко акме да представува уживањето, кој самиот пат до вистината ќе биде уживање персе. Тоа им беше познато на Платона, кој не случајно ја создаде академија, вистината е драга, интерсилува садакени во горите академски, и Аристотел во перипатетичката школа, помните, беседите се држат, читајќи градината или не знам, 100 поики лета, прекрасна шарена одена стоици. Часовите треба да бидат езотерички симпозиуми во кои се зерца вистината, се во плотува убавината. Но неопходно е да имаме достојни учители, кои аристотеловски на увод ја шепнат вистината или во духот на Киркегор, знаете, ќе го принудат ученикот да постака да се закачи на устните на учителот за навик. Учители за кои што ќе може да се каже аутос магистер Дикси, како да речеме за Питагора или за Аристотел. Учителот треба да возбуди философски ерес, копнеш за вистината, да им го подаде на учениците логичко-философскиот категоријален апарат кој ќе им овозможи да дојдат до вистината и таму до неа да се сретнат. Ставени во схемата на нашиот бесмислен образовен систем, чинам дека ние ниту имаме достојни учители кои што се исполнети, вдахнати со божествен збир, ниту имаме ученици кои што се исполнети со маничен ерос за вистината. Така што се соочуваме со еден конфузиум таму. Да, својано да продолжам да не стигнем времето време, Мислам дека можеме уште да така да. Благодарам. Значи, врвниот идеал на умноста, себе познанието низ скромноста, искажани Сократовото. Јас знам дека ништо не знам, како кондитио синум панон на познанието е отврлен како заблуда. Всушност, имам впечаток дека ние во современието се соочуваме со еден монатолошки политеизам.
Знаете, Лајбницовски, монадите поседуваат две суштински карактеристики, апетитио и перкетио. Монадите кои што се на пониските скали од таму на долушка пирамида представуваат стремеж, со оглед на тоа што ни недостасува од знание, да се попне само може само понапред што се нема. Така што, како што се искачуваме по таа хиерархија, ние кај монадите се помалку имаме стремеж и се повеќе имаме знание, доаѓајќи до монадо или Бог, Лајбницовиот Бог, кој што представува знание и во себе не содржи стремеж. Чинам дека нашите ученици практично се аперцептивни монади, кои што немаат трунка стремеж, а за жал чинам дека им недостасува и знање. Од наставникот се создава еден автоматизам, креатура која действува по законите на механиката. Наскоро ништо чудно да бидеме заменети со компјутери. Нам веќе не ни се дозволуваат предавањата, сето знање треба да произлезе од учениците. Како во рамки на еден Кантов трансцендентален идеализам, во кој што се случуваме со еден парадокс, кога тие априори треба да го познаваат онако што емпириски, а постериори би можело само да се стекне. Просто треба да се предизвикаат илуминации, халуцинации, ендемски екстазии, визии кај учениците за нештата кои што не ги познаваат. Предавањата се недозволиви, заменети се со интерактивна настава, диалектичкиот метод. Јас исклучително предпочитам, сметам дека има извонредна носелишка вредност, меѓутоа во образованието се инсистира на игри. Аристотел уште во антиката забележа образованието е премногу сериозно за ние да дозволиме игра во него. А од нас се бара со ученици од 18 години, со исклучителни спекулативни моки, ние да играме игри. Се соочуваме со потребата да се бара од нас да бидеме интересни. И знаете што се случува? Една класична иронична ситуација. Колку се обидува учителот да биде позабавен и поинтересен, дотолку е помало интересирањето кај учениците. Всушност, тие дури се подбиваат, да можете вие и подобро, можете вие да бидете и позабавни. Постојано се сугерира ова се сајбер деца на 21. век, кои се фасцинираат исклучиво од визуелни сензации. Јас не ги негирам придобивките на технологијата, посетувам дека овие деца се лишени од универзални вонвременски вредности и хоризонти и како такви се осакатени души. Значи, јас не проблематизирам дека тие ја поседуваат таа вредност, таа насоченост кон технологијата и визуализацијата на сите стварност, но проблематизирам што е тоа единствената вредност што тие ја поседуваат. Премногу е блиска алегоријата со окованите во Платоновата пештера, според мене, бидејќи учениците се фасцинирани единствено од нивниот единствен светоглед, кој што според мене како таков е ограничен. Класичниот приказ, всушност, на беконовите идоли на пештера. А ние, наместо да ги поттикнуваме кон нивните духовни, телесни височини, кон еден поглед sub specia aeternitatis, ги оставаме заробени во матрицата на информатичката виртуелност и се обидуваме да посредува во пренесувањето на секаква вредност. Благодарам. Добро, јас ќе се иземам од моите лични релации со претходниот соговорник. Бидејќи, искрено кажам, и јас вака малку да се замислив малку, морам да признам вака малку не сум го чулова до сега тоа. Така што еве јас ќе одиме затоа што ми се чини дека е одлична, како да кажам, таа страна со оваа страна. Значи, јас и овој
мој соговорник, нели, од оваа страна, кога што треба да го воведам, нели, мој драг Бошко Караджов, и таа страна затоа што ми се чини дека оваа перспектива што сега ја видовме е одличен шлагвор за оно воведување на прашањето. Океј, констатираме дека е таква ситуација, и сега што да се прави? Значи, клучното прашање што мене ме интересира е како образованието се претвара апсолутно во својот антипод. Ако образованието е произлезено од, да кажеме, сферата на паединија, каде што вие треба да создадете личности и граѓани на полисот, именно автономни граѓани на полисот, само тие граѓани може да се занимаваат со политика. Но враговите не се занимавале со политика. Децата не се занимавале со политика, враговите биле на ниво на деца, така биле третирани. Само јас, човек просто, да не ја сака собствената слобода, да сака да му биде роб на Аристотел, него. Седи со неговите деца, ја да не се замарка со ништо. И така ги гледа враговите, како што се грижиме за автомобил, за синтесайзер, не давам ништо да падне, така и тие се грижиме за своите роботи. Но тие не се занимавале со политика, зашто не биле слободни граѓани. И сега како образованието од овој момент се претвара во својот антипод, каде што буквално треба да произведувате толпа. Вчера баш гледав расправата на тројцата универзитетски професори околу образованието. Она ми зашкрепе малку дека од образованието всушност треба да се прави предприемачки дух. Сега јас тоа го разбирам. Например, да кажете дека целиот моделот на образование треба да биде земен од природно-техничките науки. Имено машински инженери. Имено создавате луѓе за потребата на индустријата. И сега јас тоа се чини ми е прашањето, значи најднаш не е во функција на државата, ти се чини дека општествените и хуманистички науки врзани за системот на државата беа во функција на одреден тип на националистички идеологија. Така ги спремате учениците да не бидат индивидуи, туку да бидат во службата на системот што го кодира образованието. И не го сетете се во историјата, секогаш луѓето се образувале на буквално света територија. Значи во манастирите биле почувале школите, а во манастирите полицијата не може да влезе воопшто. Значи криминалец ако отиде на таа територија, полиција не смее да влезе. Значи полицијата воопшто нема влијание врз тоа што учеле тие по школи. Значи бидејќи создавале индивидуи, потполно е не прашање дали можете вие да создавате индивидуи кои што, значи последицата на политичкото треба да биде всушност последица на одреден етос на слободен граѓанин што сте го создали. И сега ова, значи такво стравично да се создава кадар, значи образованието нема идеја веќе за тоа да создава личности, туку оно треба да создава кадар. Значи ако дали философијата создава кадар, професори по философија, но не мислам дека дека човек што се занимава со философија може да се изведе само врз оно, да се сведе само на она дека е професор по философија, кој што како кадар ќе учествува во системот на државата, ќе го образува систем. Значи со филозофијата допира, со филозофијата човек се чини не е баш таков. Значи во функција на индустријата. Значи индустријата треба да има потреба толку машински инженери, се насила ќе ги натерате. И при тоа ќе поставите прашање дека воопшто образованието не се занимава со проблемот на смислата на нашата екзистенција. Значи во моментот кога некој ќе стане машински инженер, на веќе нема потреба да се го поставува прашањето за смислата. И при тоа прашање за смислата никако нема да го врзува со образованието, едноставно ќе го истајме прашањето на смислата надвор од образованието. И сега наеднаш овде секогаш ми доаѓа Ниче, кој што тврди дека всушност целата култура на една земја, на една заедница произлегува од таа паидеија која што за цел има создавање на уметник философ, и тоа е апсолутна инвенција на смисла. Значи, пазете, што е уметноста? Уметноста е кога ќе земете од ништо да создадете некое дело што импрегнира потполно слободна смисла. И било кој уметничко дело можете да го земете така. Тоа е надвор систем. Но може да рефлектира со некакви си влијанија. Можете да зборувате, не знам, дали
Бетовеновата 9-та симфонија има обштествени релации и обштествени чинители. Во смисла, да не бидат такви чинители, да не могло да се создаде Бетовеновата симфонија. Значи, можеме тоа да го проблематизираме, но она има импрегнира комплетно слободна смисла. И сега тоа значи дека може човек да биде машински инженер, али тоа не значи дека во образованието не може и тој машински инженер да ја бара смислата на собствената екзистенција. И во таа смисла да биде дури и во рамки на таков машински, да кажеме таа парадигма на природно-техничка наука, да биде и кај него онака баш фокусирана таа апсолутна инвенција на смисла. Значи во таква една ситуација, каде што гледаме како системот на капитал, ни системот на државата, го презема образованието, што може да се прави? По моје мислење, има нешто во човечките суштества што го прави нивниот идентитет. Е именно она што не може да биде посредувано. Значи, како и да го образуваат, не може да ја укинат вашата апсолутна личност. Така што начинот на кој што филозофски ќе се образува одреден ученик, студент, многу зависи од инвенцијата на самиот професор. И мислам дека функцијата на самиот професор, кој што на некој начин ја има предвид ова што Солунчева го кажа, нели за Пајдија, сепак го има и апсолутно современиот контекст на ситуацијата во која што се наоѓа. Океј, такви се децата, се подложени на визуализација. Сега што може со нив да се прави? Мислам, тоа е прашањето што јас го поставувам, нели, и се обидам вака као шлагворд на нели, онака као во некоја интересна джез импровизација да го инициирам, нели, следниот наш говорник, значи доктор Бошко Караджов. Драго ми е што никогаш во ситуација не сме били вака лично да комуницираме во еден ваков поинтимен разговор. Секој сме главно били на симпозиумен, го немате тој тип на современ симпозиум, ја немате таа интимност што стариот симпозиум го имплицира. Така што еве како воведничар еве кон излагањето и кон ставовите на Бошко. Поведи. Благодарам за поканата, благодарам за можноста, благодарам за инспиративните мисли, инспиративните прашања. Навистина делува како одбојкарски да подигната еден добар пенал за мене и да се обидам да продискутирам од перспективата со која јас се занимавам и од перспективата која сметам дека токму ќе се обида да одговорим прашањето и што сега да правиме со овие нови деца кои ни доаѓаат. Иако и на крајот на вашата дискусија, може би малку и кај вас почувствував одредена доза на песимизам, но сепак работите може би малку оставаат простор за надеж дека не е се неповратно изгубено за хуманистичките науки, дека се не е неповратно изгубено за филозофската паидија. Особено ме охрабрија две информации кои дојдоа од Соединетите американски држави, каде што ги следам со посебна пасионираност интелектуалните збиднувања таму. И првата информација, верувам, по-младите кои ги следите овие случувања, се појави пред неколку дена, познатиот Марк Кјубан, верувам дел од вас кои сте помлади, кои следите НБА лигата, веднаш ќе се сетите дека станува збор за собственикот на НБА франшизата Далас Меверикс. Тој е еден од оние технодечки милиардери кои се појавуваат на првите страници секогаш на Forbes магазинот, кои заедно со Фил Гейтс, со Стив Палмер, со Пол Ален се предводници на креирањето на оние нови технологии. И гостуваше едно неверојатно популарно шоу, Shark Tank се вика шоуто, оди на ABC телевизијата, ABC знаете телевизија со национална концесија. И скандалозно, а дури за технобароните, ако дозволите да потребне таков ходоровски термин, дури за технобароните звучеше бласфемично оно што тој го изјави на ова емисија Техногай. И Марк Кјубан велеше дека, ќе го цитирам, за скоро време, за неверојатно скоро време, дипломата по филозофија ќе има поголема, и тоа не било која смисла поголема, туку поголема во практична смисла и поголема практична вредност од дипломата по компјутерско инженерство. И можете да замислите како одекна овај бласфемичен
суд од негова страна и веднаш се вознемирија останатите посетители на оваа емисија, но тој уверуваше со она што нас не дава оптимизам тука кога се обидуваме да разговараме од оваа перспектива, тој уверуваше дека развојот на софтверските системи на кои работат оние од Силиконската долина, развојот на тие софтверски системи со елементи на вештачка интелигенција за многу кратко време, и тој уверуваше вака, верувајте, за многу кратко време, ќе создаде оно што американците го нарекуваат автоматиум, или автоматизирачки автомати, или на некој наш поразбирлив преведен македонски јазик, тоа би било компјутерски програми кои самите ќе програмираат. Па од тука потребата да се студира програмирање и софтверско истражување и софтверско инженерство ќе исчезне, вели Марк Кјубан, но не и потребата критички да се мисли. Не и потребата да се рефлектира од субстанцијална или од универзална перспектива. И Марк Кјубан вели, тоа е филозофија пер се. Претпоставам дека повеќето од нас ќе се согласиме дека тоа е филозофија. Делуваше охрабрувачка оваа информација, за наредната информација која исто така доаѓа од Соединените американски држави, претпоставам дека веќе сите слушнавте, разговаравме за неј се. Бил Милер, еден од најпознатите американски берзански играчи, човекот кој подари, американски мултимилионер, подари $75 милиони на катедрата за филозофија на Џон Хопкинс универзитетот. Најмногу на катедра по хуманистика во историјата од кога постои универзитетскиот концепт на организирање. $75 милиони. Оно што нас не охрабрува, кои се занимаваме со филозофска култура и кои сакаме да пренесеме филозофската иницијација врз младите, не охрабрува неговиот одговор кога го праша што правиш во неволите. $75 милиони се тоа, наместо да ги дадеш во центрите за развој и истражување на карциногените заболувања, да ги дадеш во некои други центри, ти ги дадеш во Џон Хопкинс во катедрата за филозофија. Бил Милер изјави, во голема мера, ако не и пресудно, успехот кој го постигнува ми животен и финансиски го должа на аналитичкиот тренинг и логичките навики на умот кои ги стекнуваме на Џон Хопкинс универзитетот. И таа на фасцинација која ние се занимаваме со филозофија малку ска доживуваме од него. Ако дозволите мала дигресија да направиме, ако времето не дозволува, имаме ние еден наш докторант на Џон Хопкинс универзитетот, еден наш сограѓанин, служител. Мислам дека би можело филозофското друштво да размисли кога во некој доаѓање тука да ги види неговите, да го поканиме, да поразговараме, да размениме искуства што се случува на Џон Хопкинс, какви се таму филозофските програми, што значи таа аналитичка филозофија таму, особено ние во оној круг кој се занимаваме со аналитичка филозофија, применета логика или епистемологија. Мислам дека би можело и филозофската заедница, Институтот за филозофија и сите овие неформални филозофски другарувања да се обидеме да поразговараме со еден од нашите луѓе, Никола Доновски, се вика дечко кај 83 или 82 годиште и моментално на докторски студии на Џон Хопкинс универзитет, но саме ќе остане на тој универзитет, се занимава со филозофија од мајни. Но да не шира многу приказка, тоа е една малечка увертира со која сакам да кажам дека не е се неповратно исчезнато за филозофската идеја. Сакам да се вратам на една по-конкретна тема и да го промислам прашањето од другата перспектива, таа перспективата која доктор Солунчев ја наметна што да се прави. Последниве неколку години интензивно се занимавам со проучување на филозофската методика, со проучување на хуманистичкото образование, на спорт и технолошките иновации, пишувам за филозофската пропедевтика во мрежното општество, пишувам нешто за дигиталната дидактика, се обидувам да развијам некакви прирачници, сум дел од еден проект кој го работиме сега со училиштето Еразмус Плюс, во кој се обидуваме да воведеме Веб 2.0 настава за општествените науки и слично. И последниве неколку години заедно со една американска фондација развивме една образовна програма во која се обидуваме поп-културата и феномените од поп-културата да ги поврзаме со филозофската иницијација, графичката уметност, стрипот, хип-хоп уметноста, протест поетри и слични форми, кои се обидуваме да ги искористиме како една дискурзивна стратегија за филозофска иницијација на младите луѓе. И дозволете да споделам дел од искуствата и дел од сознанието кои дојдов работејќи во оваа образовна програма која спроведуваме со ученици од цела југоисточна Европа. Таа програма беше на добар прием и во Англија, добивме шанса да се појавиме таму. Ни организирање гостување во Метрополитен Лондон Юниверзити, каде што држав неколку предавања за византиската иконографија, за историјата на стрипот, за стрипот како образовна алатка и слично, што ни остави малку храброст и простор да веруваме дека има начин како овие деца да ги дакнеме, како филозофски да ги инициираме, како да влезат во филозофско промислување, како да го создадеме она што е првиот услов на идејата, а тоа е formation of attention, или формирање на нивното внимание, заљубеност во филозофскиот дискурс. И дел од овие работи кои дознавте, всушност, кога зборуваме
современото и модерното образование ни се поставя прашањето за зборот денес. И философско образование не е толку наобјаснливо што е поголем проблем што е на денес. Што подразбираме под денес и што е денес. Во која смисла денес е денес. Денес е денес во технолошка смисла и ќе навагнувам на аргументот дека технологијата е неверојатно пресудна и ќе се обидам по кратки црти да елаборирам на што мислам. Денеска е 2018 година, односно учебната 2017 и 2018 година и нас не е историска, мене и на драгата колешка не е историска, затоа што во оваа година во гимназијата започнаа да учат филозофија како задолжителна гимназиска предметна програма деца кои се првите постмиленијалци. Тоа се млади луѓе родени 2000-тата и после 2000-тата. Или така наречена E-генерација, E-generation, негде може да сретнете во некои демографски студии како генерација Z или Z, кои не се пораснати како миленијалците или како генерациите претходно, туку се сраснати. Не пораснати, туку сраснати на едно друго рамниште во една когнитивна и во една бихевионална смисла. Тие се сраснати со дигиталната технологија, сраснати се со електронските комуникации, со интернет поврзаноста, со информатичкото општество, сраснати се со социјалните медиуми, сраснати се со новите неверојатно графички моќни конзоли за играње игри, сраснати се со интерактивните софтвери, сраснати се со оно што сега се појавува новите VR кациги и останати други феномени, сраснати се и со Web 2.0 алатките, со платформите за содействување кои создаваат неверојатно нови социолошко-технолошки релации. И се тоа создаде таква радикално нова дигитална околина, така радикално нов човек, така радикално ново време, во кое младите веќе не се оние млади за кои е дизајниран образовниот систем. Сега голем број на истражувања во САД од областа на когнитивната наука и од областа на социјалната психологија ги потврдуваат овие радикални промени во мисловните образци на новата генерација. Но верувам дека ќе се сложи, драгата колешка Солунчева, нашиот учителски интуитивен увид од нашето споредбено искуство, како ни доаѓаат нови генерации, недвосмислено ќе ни потврди дека во училишните клупи ни доаѓаат комплетно нови деца и нови ученици со комплетно нова и различна психолошка структура. Како тоа Марк Пренски во една неверојатна инструктивна студија, On Horizon се нарекува, студијата тој ги нарекува дигитални домородци. И тие дигитални домородчиња кои се сраснати со оваа дигитална технологија доаѓаат во нашата училница и се среќаваат со нас кои според терминологијата на Марк Пренски сме дигитални мигранти. Изборуваме на еден педагошки јазик кој е комплетно непоимлив и неразбирлив за нив. И тука настанува оној неверојатен јас кога ние со техниката и методите на 19 век, со литературата од 19 век, сакаме да ги подготвуваме за живот децата во 21 век. И тука доаѓа оној когнитивен, интелектуален, трансферзен јас, тука доаѓа она наше недоразбирање, тука доаѓаат сите резултати кои ги воочуваме, намаленото ниво на внимание, еден сериозен феномен кој се нарекува low attention disorder. Ни се случува неколку пати на час да видиме дечиња кои не можат да издржат 40 минути да слушаат филозофски монолог од позиција на екс-катедра која треба апостериори да го објасни филозофското четиво и методичката граѓа. Имам неколку пати почувствувано како додека зборувам дечињата кутри им игра ногата затоа што не може да издржи неговото ниво на внимание комплетно когнитивно предодредено на начин кој е непоимлив од оваа перспектива за која зборуваме. Немаме, мислам дека нашиот формат не ни дозволува простор за елаборација на карактеристиките кои ги имаат овие когнитивни образци на мислење. Немаме простор да го објаснуваме што значи low attention disorder. Мислам дека немаме простор, но дигиталната епистемологија и когнитивната психологија влегуваат во костет со овие нови феномени. Феноменот на хипермислењето, хипербраузањето, нелинеарното мислење, wiki-knowledge-от или концептот на мудроста на многумината, мрежното мислење, или оно што е моментално најголем предизвик во Соединените американски држави, појавата на така наречената поствистина. Ние велешаните сме малку позаслужни тука за тој концепт на поствистина благодарение на оние 400 дигитални сајтови од велешката дигитална грозница, кои во една мануфактурно неверојатно пасивно продуцираат содржини и дури како што новинарите кои доаѓаат во Велес се обидуваат да разговараат со мене, ги решиле американските избори. Сега во еден таков концепт во кој сето ова се случува, ќе се обидам да пробам како јас си го разбирам и како го објаснувам и што треба да се прави, мислам дека ќе ми дозволите уште малку само. Еден филозоф подзаборавен во нашето време, а се појавуваше во филмовите на Вуди Ален. Неговото вонредно значено пророштво во две книги обновенија, во The Medium is the Massage
Инаку книгата оригинално требаше се вика да медиум изместич, но толку беше симпатична грешката која неговиот дизајнер на корицата му ја направил, новиот философ за кој сакам да зборам, што тој го испочитува грешката и наместо да медиум изместич, книгата се вика да медиум is the massage. И книгата Understanding Media, The Extension of the Man. Предпоставам повеќето од вас кои се насмевнавте го препознавте Маршал Маклуан, оној маестрален филозофски комуниколошки мислител кој уште во 60-тите не оставија на перспектива еден филозофски аманет кој мислам дека новиот филозоф пропедевтичар, филозоф дидактичар мора да го следи. А неговиот аманет уште од 60-тите е следниот, дека не е битна содржината на медиумот, не е толку определувачка колку што определувачка формата на медиумот. Формата на медиумот го обликува нашето севкупно искуство. Иднината на медиумот за него е иднината на човештвото. Он пишуваше, веројатно ќе се сетите за 4 медиумски ери: акустична, пишувачка, печатарска, електронска, и ја навести петата ера која ги обединува сите елементи на претходните ери. Секоја ера ги менува образците поради сензорните аспекти на формата на медиумот. А тоа е севкупното човеково искуство, севкупното човеково однесување. Маршал Маклуан дури тврди дека и економијата, културата, читањето, филозофијата, сите форми во културата се директно определени од формата на медиумот во ерата за која тој зборува. Да не навлегувам многу во доктрината на Маклуан, претпоставам дека веќе ви претерувам во моето време, за нашиот разговор многу е полезно да заклучиме дека новата генерација на млади луѓе имаат когнитивни образци кои се комплетно предодредени од онтологијата, формата на медиумот на нивното време. Од така наречениот, ако дозволите малку послободно ќе го наречам, дигитален убиквитет. Дигиталните медиуми и интернет поврзаноста како медиумска форма создаваат една нова онтологија. Во смисла на латинското ubiquitus, ако добро го изговорам, можете да го правите слободно, познавачите на овие класични јазици, што значи сеприсутност, сегде појавување, постоење на секое место, распрснато постоење на секаде. Сразнатоста со овој дигитален убиквитет кој го овозможува интернетот, VR, кој го овозможува социјалните мрежи, конзолите за играње, брзината на преносот на информациите, паметната мобилна телефонија, сличните сензорно интензивни околини ги прави младите луѓе комплетно поинак. Сега, што да се прави, и ќе завршам со овој мој прв дел. Филозофот дидактичар мора да ги уважи овие промени и во еден педоцентричен замес мора да проба да влезе во дигиталниот свет учениците, да ја надгради филозофската дидактика со дигитални алатки, да спроведува учење 2.0 со алатки 2.0, радикално да ги визуализира содржините и да ја пресоздаде училницата, ова е мојот инпут кој се надам ќе го ставиме тука на дискусија, да ја пресоздаде училницата во светот во кој живеат учениците. Едно ресоздавање на училницата. Мислам дека насоките и размислувањето кои сте го наметнали ми оди во овој правец. Благодарам за вниманието. Додека траеше изложувањето на нашиот драг пријател и колега Бошко Карачов, се забележав себе си како подобно на кутрите дечиња од гимназијата во Велес ми игра ногата. И нели како говорник, кој што најаден исто од оваа страна, имам доза на скепса во однос на нештата кои што ги, или поточно перспективите кои што ги посочува другата страна. Оно што прво ми падна на ум и прво ми дојде како впечаток, особено од твоето многу компактно изложување, се почувствував како да слушам беседа на религиозен проповедник, кој што кажува: еве времето дојде новото време, не се вртете на нас. Дојде вистината, вистинскиот час дојде. Од сега натаму човештвото станува ново. Човештвото се стопува со ескатонот, со некоја ескатолошка новост, и се останато е минато од 19 век, кога немало технологијата, кога го немало директниот однос со божеството, како и да го разбереме ние. И нели сето тоа се врзува со тие клучни зборчиња што ги фрли како нова онтологија, како борба помеѓу новото, што е тука, и старото, пресоздавање на училницата. До некаде можем да го разберам ентузијазмот.
Можем да го разберем ентузијазмот, особено преку моето искуство како религиозен човек и како свештеник, но сепак во мене останува една многу силна задршка и висока доза на внимателност по однос на една таква воодушевеност од новото, особено кога станува збор за технологии. На што мислам? Не мислам на тоа дека технологијата треба да се отвори. Уште помалку мислам дека некакви обскурантистички визии на стварноста, дека технологијата е зло, дека таа треба да снема, дека таа го пропастува човештвото, дека не води во неповрат. Било што од сето тоа, просто кажано би сметам дека е глупост. Но исто така, мислам дека е нереален ентузијазмот со кој што се обраќаме кон даденостите на нашето време, бидејќи да бидеме дигитални домородци, така беше изразот, подразбира дека прифаќаме одредена даденост. Ние можеме да бидеме само мигранти, не можеме да бидеме домородци. А кои беа домородците? Тие што се родени после 2000. Така. Значи имаме еден пакет на дадености. И сега философијата се наоѓа во некоја интересна позиција која што мислам дека никогаш досега немало, а тоа е да се сообрази на даденостите и да каже па ето, тоа е тоа. Ние немаме потреба да излеземе од рамките во кои што се наоѓаме и особено не смееме да го прифатиме најстрашното дека целиот тој концепт на вредност и целата таа идеја за технологијата како апсолутна даденост до степен на божество може да ја снема. Нели телефонот го имаме, оп, кај мене е малце побавно, да видиме, оп. Сега дека сум мигрант заради тоа што не се служам баш најдобро, нели има тука едно копче power off. Така и хоп, и отиде. И што правиме сега? Сега сум онлайн, сега сум офлайн, веќе не сум поврзан на мрежите, како ќе работам философија, без сите оние гаджети, сите оние нешта кои што ми висат тука пред очите и без кои што јас не можам. Ќе дадам еден пример. Во едно општество во кое што религијата играла исклучителна улога. Византиското општество. На изненадување на мнозина, можеби, во оваа просторија, не постоел теолошки факултет. Една империја во која што религијата е исклучително важна, основоположна за самата култура. Богословието не бил дел од образовниот систем. Богословието е нешто што се учело во личниот црковен живот, во личното искуство, преку контакти со духовниците, со свештениците. Се изучувало преку исчитување на авторитетни автори и текстови, но тоа не било нешто што се изучувало во училиштето. Најважното нешто било тргнато од школскиот систем. Имате многу класичен домаќински школски систем во кој што се учат тривиум, квадривиум. Имате најопштите нешта што ги имат уште од антиката оставени и ви изучувате, се стекнувате со високо образование во еден таков систем. Зарем? Не е тоа малку необично. Зарем луѓе кои што би настапиле на сличен начин како сега вие, во Византија не би рекле, чекај, тоа е најбитното, ова е крајната стварност. Ние зарем без нашата религиозна технологија можеме да основаме училиште. Но точно тоа што бил фундаментот на општеството било тргнато настрана од школскиот живот и било оставено да се изучува на други инстанции во рамките на општеството. Зошто го давам примерот? Го давам примерот заради тоа што истиот есхатолошки призвук кој што го имала религијата во едно такво општество, наоѓам паралели помеѓу тој призвук и призвукот на ова што го зборувавме сега. И се прашува, дали мораме толку да инсистираме образованието да се темели врз еден таков принцип? И дали мораме да инсистираме
Севкупното образование, вклучително философското образование, да се почини на тој принцип. Зошто философското образование? Да не биде слободно таквиот начин на действување? Зошто философското образование да не може да се соочи со собственото предание, вклучително и во доменот на методологијата, и да не се подценува самото себе си, нели, велики дека не можеме да бидеме како во 19-тиот век и дека сега требаме да кликаме и да, нели, да ги, не просто да ги ползуваме средствата кои што ни се дадени, а просто да се стопиме во него. Ете, тоа се моите прашања кои што ги поставам, може малку преотсечно, но тоа е она што ми падна на ум, слушајќи ги до тукашните кажувања. Очигледно референцата е и моето кажување упатено кон Бошко, така што повеќе. Благодарам, ја разбирам вашата перспектива. Од секогаш низ историјата на технологијата, оние кои се занимаваат со неа се сведочат за стравот кон новите технолошки изуми. Секоја нова технологија е прогласувана како да доаѓа од хтонските подземја и да е предодредена луѓето да ги од времени и од човечевината вистинска природа, без разлика што ние имаме индивидуалната моќ на еден наш личен ескепизам од технолошкиот свет во кој живееме, но технолошкиот свет и технолошките направи до сега ниедна не исчезнала. Оно што е добро е што технологијата станува персонализирана, лична, а во хайдегеријанска смисла прирачна и како таква и врз основа на нашиот слободен избор да се исклучиме од незе е нешто што може би ни дава моќ врз незе. Така што мислам дека не се исклучуваат тие две работи, можат да коегзистираат, функционира еден паралелизам. Оно што мене текно кога разговараме за овие работи е сеќа на првата книга на постдипломските студии некаде 2000-та година, кога се уште не беше заживеена технолошката стварност, колку беше тешко да се занимаваш со филозофија и со научно истражување. Сеќам првата книга On Definition, мислам дека се викаше Робинсон, автор, еден нашите професори го предава методологија, инсистира на новој автор, мислам дека тоа е автор од кој највеќе црпел и професорот Митко Илиевски кога пишувал неговата книга. Книгата немаше во универзитетската библиотека во Скопје, па со меѓубиблиотечна размена се обидовме да ја добиеме книгата од библиотеката во Белград, а потоа бидејќи во Белград ја немаше со дописи со писмо преку универзитетска библиотека. Тука се обративме до универзитетска библиотека известна во Лондон, па тие ја пратија книгата во Белград, тој од Белград ја платија книгата во Скопје, па јас книгата во Скопје ја фотокопирав и така успеав да прочитам и да се покајам зашто се чекал 9 месеци да читам нешто што е апсолутно безсмислено, формално и се учи уште во средна школа, но тоа беше моето истражувачко искуство во предтехнолошкото време. Но новото технолошко време денеска ви е доволен само еден клик на LibGen и ќе ги најдете сите можни академски, филозофски статии, филозофски книги кои постојат на светот, токму поради филозофијата која негува новата дигитална генерација, тоа е sharing is caring, што значи дека било кој ќе дојде до одреден филозофски текст или филозофска книга, морално е обврзан согласно новиот морален идеал на новата дигитална технолошка генерација да се грижиш за луѓето, значи да шеруваш. Sharing is caring концептот ни овозможува денеска за 15 минути да ја направиме базата на нашата научна истражувачка методологија. Така што филозофијата денес со помош нови алатки, мислам дека не само што ја збогатува својата перспектива, туку едноставно е неверојатно полесна. И така е доживам технологијата во тој аспект, во аспект на олеснување на човековото екзистирање на овој свет. Ако може, Секако. ја би се вратил назад во ученицата и би се прашал колку денешниот ученик е способен да борави сам со текст во 400-500 страници кој што може за една секунда да го кликне и да го добие на компјутер. Може го разгледа, да види дали има сликички, после тоа да симне следен текст. Да го направи истото и да симне следен текст. Да направи една огромна база на податоци на својот компјутер и да не прочита ниту еден од тие текстови, заради тоа што читањето не му е хабитус, туку кликањето. Јас проблемот го гледам во тоа. Јас не велам дека sharing is caring е проблем. Супер работа. Иако согласно легислативите меѓународни и слично е малку проблематично, но веројатно новата генерација ќе најде начин тоа да го надмине. Но ние не зборуваме за таа страна, практичната страна, и за протокот на информација, ние зборуваме за тоа што да се прави со таа генерација на деца, нели тоа е проблемот и што професорот Сунучев го предложи, што да се прави со таа генерација, како тие да го засакаат текстот што ќе го симнат.
што да прават откако ќе го сигнат текстот. Сакате количко, што сакаш да земе збор? Уверливо, брати, Не, мислам дека во оваа насока за љубувањето со филозофскиот текст, кога еден млад ученик излезе интелектуално задоволен, продуховен, љубопитен и зачуден, кога ќе му се случи филозофската иницијација, тогаш воопшто нема да биде проблем технолошки како е дојдено до тој текст, околу неговата внатрешна љубов да го отвори тој текст. Претпоставам дека тоа проширување на хоризонтите, тоа доведување во прашање на сите може да се случи со еден млад човек на еден следен начин, кој јас го правам во една од неформалните школи. Го правиме на тој начин што на младиот човек се обидуваме филозофската приказка да му ја пренесеме и да го натераме да го засека филозофското четиво преку еден друг свет во кој живее, а тоа е светот на популарната култура. Предпоставам дека еден млад човек може да влезе во филозофска иницијација преку хип-хоп културата, која е негово прирачје, слушајќи ги сад, слушајќи ги чисто околина. Може би може да влезе во филозофско мислење, слушајќи ги беседата на гората, во филозофско мислење да влезе со поезијата на Боб Дилан, со метаморфозите на Кафка, да го чита Уелбек, да го чита Бегетбе, да ја чита епиката на Нил Гейман, да го чита Алан Мур, Маријане Сатрапи, Дилан Доки, Тициано Склави, да слуша джез, рок, Джон Колтрейн, Низар да се пуштат на час, да се изгледа на час една епизода од Саут Парк и Рик Морти, да се слуша музиката на Джон Вилијамс и Ханс Зимер, да се гледа Black Mirror или American Gods или The Handmaid's Tale на час. Дали се тоа го имаме во филозофското образование? Дали смееме да го направиме се тоа? Како ќе не гледаат колегите и овие инквизицијски инспектори кои се обидуваат да ни кажат како треба да работиме ако нешто воведеме од сето ова кој е алатка за иницијација во филозофија. Техниката нема толку долго да биде битна колку што ќе биде побитен овој начин на возлюбување, на филозофско љубопитство, на она што пак ќе спомнам да го наречам attention, како да се сосредоточи нивното внимание кон филозофскиот текст. Мислам дека вториот начин преку дигиталната технологија е во другиот нивни свет да влеземе, а тоа е светот на поп-културата во кој живееме во последно време. Така што барем на моите часови јас се обидувам таа филозофска анимација да ја постигам на овој начин, ризикувајќи многу, неколку пати сум укоруван, неколку пати шпанската инквизиција затропува на моите училишни брати, неколку пати ми се заканите дека ќе ми испракаат, што може би има толку лоша варијанта, но како и да мислам дека филозофијата може на овој начин да биде филозофската идејата. Ја чисто само искрено да кажам, јас би сакал такво искуство на шпанска инквизиција да ми се појави на часот. Тоа би било едно надреалистично искуство. Може би кај вас не може да влезат, имате автономија, да? Не, и кај нас тешко се довршува тоа. И тоа би било добро искуство, шпанска инквизиција. И она Монти Пајтоновска шпанска инквизиција. Знаете кој е прашањето на современата педагошка инспекторска шпанска инквизиција? Дали користи шиката? Не, користам веб 2.0, викате, вие кутрите немаме ни еден компјутер, не знам каква е ситуацијата во вашето училиште, така што сега ќе смеејќи се да се префрлиме на тажната состојба на нашето образование. Видете, тенденцијата за визуализација во образованието и субспецифично филозофското образование е во духот на Џон Лок. Нема ништо во човековиот разум што претходно не е поминало ни сетилата. Практично во образовниот процес се мора да минува сетилата, за да ги заведеме тие млади луѓе. Меѓутоа, јас од секогаш ме фасцинирала на лајбницовата продавка, освен самиот разум, пак и останала на источините на философската спекулација. Се разбира дека философијата е природ на вистината, состав од сите чудесни собитија, метафорички и символички изображенија на стварноста, таа нужно реферира на сите овие медиуми што вие ги наведовте, на сите облици на естетикување, на сите модуси на екзистенцијата, но за мене е неприфатливо тврдењето дека философијата е немокна себе си да се изрази низ сопствениот облик и притоа да го фасцинира младиот човек. Дека мораме да позајмуваме други медиуми за да го заведеме индиферентниот и резигниран ученик. Не се согласува дека проблемот е во импотенцијата на учениците за фасцинација од убавина, која како закржлавеност на духот, мислам дека мора да ја лекуваме. Не смееме да ги оставиме просто да пребиваат во состојбата на собствената ограниченост и не овозможувајќи во конечноста да ја видат бесконечноста, во мигот да ја видат вечноста.
всушност тие ползат, а ние не им дозволуваме, не им покажуваме дека умеат да летат. Така што сметам дека философијата ја подава највисоката рационална абстракција човекова, акмето на човековиот род. И според мене, доколку философот ја подценува философијата, сметајќи дека е немоќна да се себе изрази, тогаш всушност ние се негираме себе самите како философи и философијата. Кажуваме дека не сме разбрале философијата или во духот наречеме на Оскар Вајлд, сведочиме дека сме биле заведени без да бидеме шармантни. Од моето искуство сметам дека е можно учениците да се заведат со философска контемплација, спекулација. Неретко и самите сведочат дека философијата представува потрес на нивните битја, чинат дека за прв пат почнуваат да мислат, препознаваат едно фантастично, фантасмагоричко лудило во сите тие есер философски системи, да речеме. Матрикс го препознаваат во Джордж Беркли, и забележуваат дека колку и да се скандалозни се непобивливи. Во таа смисла сметам дека на учениците треба да им се овозможи да го препознаат тоа божествено лудило, таа теија, манија, и ентусијазмичката состојба на трансценденција преку философија. Преку самиот нејзин облик да уживаат во содржината и формата на самата философија, а секако да. Но во која смисла ми се чини ова, значи дали моето прашање во насока на ова што го Бошко, значи дали филозофското образование е дел од животот на философија? И сега ако философијата е еден тоталитет на самосвеста, што се обидува сета стварност да ја врати назад во синтетичката свест на философот, се чини дека е внатрешен филозофски императив користењето на сета стварност што се случува да се врати во синтетичката свест на философот преку образованието. Може би се чини, ако се дозволи слободата на философите директно, не знам, да ги користат, не знам, филмовите, па дури и не знам, да разговарат за некој стих на Саф, инаку сафизам е поврзан со Саф, но сафизам значи и, мислам, не е тука, другарите не мисли тука од Саф, инаку тоа значи и лесбејство, од Сафо. Значи, познатата поетеса грчка, сафизам е поим што тоа означува, али во исто време паралелно со тоа означува и нели сафизам, она што се создава произлегувајќи од скопскиот рабен Саф. И сега мене ми се чини, ако е образованието тоа, сушност, философијата, ако е само, тоест ако е, да кажеме, произлезена од внатрешниот принцип на некаква си автономија, да може да ги дека всушност во образованието може да се случи повторно враќање на сета таа дигитална стварност назад во синтетичката свест и при тоа воопшто да не биде починета, туку да биде апсолутно во духот на сопствениот транстемпорален систем, именно да ја мисли сета стварност. Ако образованието дел од философијата, тогаш мислењето на таа дигитална стварност внатре образованието е всушност философски императив. Значи во таа смисла ја можам да го апсолутно да кажам да ја држам нормално, не преме овде само во некој начин театар еде 2 на 2, па ќе биде интересно, нели тоа подаваме топката од едната до другата страна, туку нормално, апсолутни специфики на секој од нас како личносно се обидувам ова што го сугерира Караджо да најдам начин како од перспектива на една историска свест на филозофијата, хегелијанска да кажеме, да не дозволиме едноставно таа дигитална стварност да се размавне, туку преку образованието и преку контактот со, да кажеме, консеквенцијата на таа дигитална стварност, именно самите ученици, во некаков си разговор со нив,
всушност филозофијата да ја врати таа дигитална стварност во собствената, да кажеме, мислечка парадигма, да ја мисли сета стварност, да не остави ништо надвор од филозофската свест, во таа смисла. Значи, мислам дека може да... Јас воопшто не ја негирам таа тенденција, но само велам дека само еден модус на објективација на философијата во низината полнота. Инаку, јас само кратко, поти ми се чини дека она што, именно, дали дигиталната стварност, ова сега, значи, може да ја, да речеме, дали воопшто може да се зборува за човечка природа? И ако тврдиме дека всушност има нова стварност, нова онтологија на човекот, ние всушност тврдиме или дека нема човечка природа, дека таа потполна ветровитина, или дека всушност има човечка природа која што ја подразбираме, бидејќи да кажеш дека нешто се менува, значи дека имплицираш дека промената ја дефинираш како онтолошко нарушување на некаква суштина што претходно има, за да кажеш дека нужно се промени. Именно во таа смисла, јас се гледам врската, например, со едно теолошка перспектива, затоа што ми се чини дека во функција на христијански филозофски форум тоа ми е интересно, затоа што го враќам Кант во игра, затоа што ми се чини дека теологијата, теолошкиот дискурс не е нужно врзан за некоја религиозна инстанца, именно го враќа идејата, она што Кант, нели, трансцендентално засновување на етиката, именно идејата за единството, затоа што нашиот екзистенцијален проблем, без разлика колку и да се дигитализирани тие деца, они го имаат истиот екзистенцијален проблем на собствената смисла. И оттаму, ако трансцендентално етиката се засновува како што нужно да го инвестираш етиката во насока на воспоставување на некаква заедница, тие деца сепак доаѓаат во допир со некој друг. Значи, тој екзистенцијален проблем се поставува како теолошки проблем, ако всушност проблемот на смислата извира од како ние во рамки на теолошки дискурс ќе се воспоставиме, затоа што било кој говор за теос е во рамки на теолошкиот дискурс. Например, во оној миг кога одлучувате дека нема Бог, тоа ви повторно го воспоставувате прашањето на смислата, именно што тогаш би требало да се прави. И сега, дали сушност, идејата за другото лице како лице на другиот, некаков знак, символ на некаква трансценденција, именно дали без идејата за Бог може да се воспостави ваков тип на трансценденција. Значи, и во таков антитеолошки дискурс, проблемот на теологијата се чини во предело односот кон смислата, а индивидуата што ја рефлектира смислата, именно ја рефлектира етиката. И во таа смисла ми се чини дека филозофското образование е нужно упатено на такви транстемпорални парадигми, без разлика на дигиталната стварност. Именно, што се овие прашања во рамки на дигиталната стварност? Именно, и тие дигитализирани домородци, именно може да им се постави потполно истото прашање што го Мачело и еден Платон. И така би се чини дека филозофијата на некој начин ги транстемпорализира сите стварности. Именно, каква и промена да има за 200 години, кој знае што ќе биде со човек? Во какви облици ќе живее, али пак повторно ќе имаме истиот проблем на односот кон другото човечко суштество, па какви да се? Каква и да е нашата ипостаз? Логосот може би ќе остане иста, али ипостаза ќе се промени. Во таа смисла ми се чини дека по моје мислење нема опасност за философијата. Барем јас верувам дека е суверена и во таква дигитална ствар. Техниките на заведување се подобруваат, тоа е поинтата на мојата дискусија. Тоа истовремено значи дека просторот во кој што философијата треба да стапи во диалог со конкретната личност се менува. Но не и самата личност, не и самата природа, самиот штоф на човекот, истиот човек, тоа што го кажа Христос. Во ред, одиме кон третиот дел на форумот, односно
го отвараме подиумот за дискусија со публиката, со присутните. Јучо, има микрофон или вака може? Може, слободно. Може. Добро вечер, благодарам на ЕУИФО центарот, благодарам на Македонското филозофско друштво, благодарам на воведничарите. Веднаш да го утешам професор доктор Ѓорѓевиќ. Следната генерација компјутери ќе бидат дел од нашето тело, ќе се хранат со енергија од нашата топлина. Пред неколку години на сајмот на книгата купив една монографија Старо Скопје со околните тврдини. Таму видов дека во ископините на Скупје, во еден од гробовите се откриени предмети за хирургија за костите. Денес веќе пресадувањето на срце е обична рутина. Зошто да не предпоставиме, ја слабо го верувам, иако сум далеку од таа технологија, дека ќе биде конструиран таков компјутер кој што ќе биде 1 милиметар дебел и кој што ќе биде залепен на нашето тело. Тогаш воопшто ќе нема потреба да го исклучуваме. Јас избегнувам англицизми, вие како што рековте, Само имате предвидено околу 1 минута за поставувањето прашања за коментари. Доколку имате уште нешто, кажете го, но поставете го прашањето директно до конкретен од говорниците. Само за 1 минута ќе го кажам оно што го има да го кажам. И јас сум воспитуван според моделот за кој што се зборуваше овде. Меѓутоа, мојата генерација ја имаше несреќата да доживее 2 елементарни катастрофи, големи поплавата и земјотресот. Па сега се обидувам, благодарение на модерната технологија, со интернет да го надополнам тоа што сум го пропуштил тогаш. Овој модел на воспитување, за кој што се зборуваше, според мене е статички. За разлика, бидејќи се бара од ученикот да ги буба подотоците кои што ќе му ги пренесат педагозите. За разлика од тој концепт, во тоа време не беше кажано. После од друг концепт, софистите, патувачките учители го доведувале ученикот во ситуација сам да дојде до одговорот за тоа што го интересирало. Толку се благодарам. Благодарам. Уводено беше коментар, дали имаме следни коментари или прашања, погледнете. Па, јас би коментирал, но мислам дека малце и повеќе од 1 минута, од 2 минути ќе биде. Прво, да истакам дека другарката Драгица одлично ги прикажа тулите на распаѓање на современата стварност, но мислам дека тоа беше недоволно од аспект на тоа дека причината не беше натакната за такво нешто. Сметам дека причината за таквата стварност е следно, не крајно, следно клучно прашање кое треба да се одговори, па ќе се обидам кратко да одговорам на тоа. Имено според мене, мислам дека создаваме такви личности токму поради обидот професионални, односно надничари, професионални учители да создадат личности. Нели личности во согласност со идеалот на идеја. Па така, например, во примерот на Ницше за хелените, тоа се личности кои што се создаваат од слободни луѓе предси. И не само тоа, и самите учители се слободни луѓе. Од слобода тука да дефинирам дека подразбирам луѓе кои што се ослободени од грижата за секојдневна материјална репродукција на својот округ. Ако треба да се бара малце поспецифична причина за образованието како систем кој продуцира предприемачи или кадар за индустријата, а не личности, нели? Тоа мислам дека самото време ни налага една предпоставка дека личностите како добри луѓе, нели, како добри и убави луѓе,
треба да се создаваат од она што е неформално, од она што е религија, традиција, етничка култура, па во таа смисла и филозофија. И ние кога имаме професионални учители, кои што треба да создадат личности, а не работници, значи, тука ја, на една страна ја тргам потребата на економскиот систем од свежа работничка крв. Тоа е едната од причините зашто така вртоглаво се создаваат индустријски работници, а не личности. Но сметам дека не се создаваат личности токму поради тоа што учителите се прво неслободни луѓе, надничари, и второ, самите личности кои деца или луѓе кои треба да се создадат како личности во согласно со идеалот на Фрейдија, не се слободни. Не се слободни, ја кажам мојата дефиниција за слободата. Во насока на тоа би сакал да споделам една анегдота од еден дервишки суфи мајстор од тоцен 20 век во Скопскиот округ. Именно постојат две села во Скопската околија кои што меѓу себе биле многу раскарани. Махот се вика Хаки Баба и спознато дека во неговото време преку неговата мисла и филозофија ги споели двете села и дека немало никаков проблем. И нормално секогаш се појавуваат луѓе кои што опонираат на тоа и во една забелешка кога учениците го носат на коњ, еден кој што по занае бил самарџија и му дофрлува дека ете, ти вика ништо не работиш, ти си џаболебар, од што живееш? И Аки Баба го прашува, добро ти, му вика, што правиш? Вика, правам самари за магарињата. И он му одговара, па јас од магарињата како тебе правам луѓе. Значи, да заклучам дека учителите додека не се ослободат самите, или не знам, да поддржат движење кое што би го ослободила системот од таква потреба да учителите бидат надничари, професионални учители, мислам дека никогаш нема и согласно тоа своите ученици да бидат ослободени, нема никогаш да имаме можност да создадеме личности во согласност со принципите на Фрейдија. Во оваа насока би сакал да прашам само дали има некакви критериуми во филозофијата, односно тука во естетиката, за онаа другата страна на Фрейдија, односно за убавата. Јас не согледувам каде не се согласуваме со оглед на тоа што и самата укажав на недостојните учители, потребата, да постојат такви учители. Може би се доби впечаток дека јас, особено кои ја идеализирав антиката, специфична античка Грција, која што ми особено града, и од аспект на учителите, и од аспект на учениците, меѓутоа има примери кои што сведочат и за жестоки критики и на учениците, и на учителите во тоа време. Да поцитувам, да речеме, на софистите кои беа споменати, особено младите софисти, кои што користеа и методи кои што се за мене неприфатливи во методиката на наставата, типот на поценување, деградирање на своите ученици, кои што тие така вешто го изведувале логички, лингвистички, низ тие модуси наречени софизми. Од друга страна, и тогаш имало ученици кои што исто така не биле, го немало оној ерос за вистината, за како што јас повикував во современието. Доволно е да се подсетиме, например, на моментот по кој што Платон беше повикан да го чинам својот Федон пред своите ученици. Ако помните, во таа пригода дека Платон го читал славнав текст, дел од учениците изврвиле, некои од учениците заспале, по некое време Платон и натаму читал, по некое време оние што заспа се разбудија и се замина, бидејќи веќе беа наспани. Кога завршил читувањето на текстот, кога окренал својот поглед, тогаш забележал дека во историјата останал само еден ученик, токму Аристотел. На предавањата на кои што Аристотел не бил присутен, ако се сеќавате, Платон велеше кога не има ум од слушателите се неми. Ова може би некаква утеха за современите учители кои што се соочуваат, па никогаш се со незаинтересирани ученици. Може да го звратам јас една анекдота за тој однос ученик-учител. Се однесува на Бранислав Мушич, кој што бил фасцинантно дуковите што развалитам на светорано детство. Вели дека на еден од тие часове, прво до четврто одделение, учителот работувале народни поговорки. Учителот повара учениците да кажат народна поговорка.
Бранислав Нушич кажу, лудакот може да испрашува оноliko колку што илјада луѓе не може да одговорат. Но учителот му се причинило малку нели проблематично, ма си вели сигурно не е ова вака со јасна алузија, па вели добро Нушич, кажи нешто некоја. Нушич многу позвраќа со нова поговорка и вели на мудрилот му е доволна една. Тогаш веќе заминува славниот учител кај директорот, доаѓа со него, ајде сега ако имаш смелост, кажи уште некоја поговорка и тоа вели Нушич несреќата никогаш не доаѓа сам. Така што, знаете, секогаш имало и ученици и учители кои што биле квалитетни, кои што биле, за жал, недостојни, недостојни. Дали имам уште прашање или уште некој коментар? Јот. Коментирал нешто на беседата на Драгица. Зборуваше за континуитет помеѓу античката и така наречената византијска, бидејќи Византија не постоела, да. Мислам дека ова е многу проблематично. Бидејќи целта на идеја на образованието е да се создаде личност, односно, личност не постои вакуум, да се создаде граѓан на конкретното општество. Античко-грчкото општество од римското општество е драматично различно. Античкото е демократија, ова е абсолютистичка монархија. Личноста што се создава во општество е драматично различна од оваа друга. На Милан му издаде еден фройдовски слив, авторитарно. Во таа смисла мислам дека има голема разлика. Тоа е еден коментар, да речем. Второто исто така мислам дека преслободно го потреби зборот слобода неколку пати. Мислам дека слобода е претежок и прекомплексен поим, прекомплексна идеја за да можеме толку слободно да ја употребуваме. Посебно во однос на ова нешто трето кој што само го кажам, а тоа е забележав еден вид на отпор кон духот на времето. Од друга страна, кај Бошко имаше, да речеме, може би преголем ентузијазам за духот на времето, но отпор и кај Милан го има истиот тој отпор кон времето. И мислам дека тука доаѓа на светло идејата за слободата, односно идејата за претераната слобода, која што ја немаме реално. Бидејќи ние не можеме да скокнеме надвор од духот на времето и не можеме да скокнеме надвор од собствената сенка. Подалеку. Ниту назад, да го возобновиме духот на Византија, која што ние не знаеме каква била, ниту пак напред во веб.7 или како и да е. Значи, ние живееме во духот на ова време, идејата за окей, мора да се однесуваме критички кон ова време. Меѓутоа, таа критика не може никогаш да биде цит кон времето. Тоа ми е еден вид на коментари, провокација. Значи, жалам ако би погрешно сватена во однос на користењето на технологијата во образовниот систем, со големо задоволство реферирам на сите тие модуси, особено во сферата на уметноста, без огледалието, филмската уметност, музичната, ликовната, така што и не само поради тоа што сум повикана од нашето министерство и во таа инквизиција на која што се повикуваат. Јас ме сугерирам дека за мене е неприфатливо кога сета философија ќе се преистори во ништо друго, освен во таква необходна форма за визуализација на својата суштина. Тука проблематизирам јас. Дека именно таа во целост би можела и само себе си да се изрази. Разбирате? Но поради убавината и поради незината, полнотата на незината содржина, сметам дека и нужно треба да реферира. Така што во тој момент не треба да се грижите за
за мојот однос кон современата технологија, напротив, сметам дека сум еден од облиците. Потам, во однос на идеја. Значи, ако забележавте, јас свесно, значи тенденциозно, го изоставив тој аспект на создавање на граѓани. Јас навистина акцентот го ставив на поимот калокагатија и на поимот арете, на поимот доблест. И затоа беше да ме назначено практично за да ви подадам идеалите кои јас ги почитувам. Разбирате, и земајќи ги нив од антиката, препознавајќи ги на едно метафизичко ниво, издигнати во византиската философија, каде што поимот на убавото и доброто се воплотени во христијанскиот Бог, Света Троица, јас го согледав тој континуум кој што од каде што потем нужно се изведува дедуктивно и антропологијата христијанска. Останувште слободата чина, која што јас однова во мојата интерпретација, наистина веројатно и времето ни дозволуваше за една поголема елаборација, особено за тоа што и не беше предмет на нашата дискусија, така што јас се обидов да сумирам таа философска христијанска концепција за битието како единство на слобода, красота и вистина. Зашто тоа беа тие позиции. Мислам само уште нешто да дополнам, бидејќи не вспомнат. Византија. Прашање е дали знаеме каква била. Тоа беше на брзина кажано Византија, каква што знаеме дека била, но дали знаеме каква била Византија и дали ние можеме да проникнеме во целата комплексност општествена, духовна, културна на едно владение кое што траело повеќе од 1 милениум. Прво дали можеме да си го замислиме таквиот, толкав временски период во кој што таа империја постоја. Оно што мене низ оваа дискусија ми се појави како мисла и со што би се навратил на мојата споредба со Византија и византиското образование, една многу интересна, еден императив на Пол Фајеработ. А тоа е неговото инсистирање на одделувањето на државата. Како државата од религијата, така и државата од науката. Бидејќи тој забележува едно идеолошко издигнување на науката до степен на религија, до степен на прилично фанатична религија. Сега, јас го дадов примерот со Византија и со византиското образование, да покажам дека таков вид фанатизам во Византија не се негува. Следејќи го Пол Фајеработ и неговата препорака, мислам дека тоа размислување за не толку буквално одделувањето на државата од науката, кое што јас до некаде го разбирам и како своевидна иронија, треба да не приведе кон преиспитување на тоа што подразбираме под современа наука и што се подразбираме под современиот начин на постоење на човекот во едно технолошко општество и следствено на крај да го преиспитаме односот на личноста кон даденостите што едно такво општество ни ги дава и со кој што не соочува. Заради тоа што поентата на философијата на било која епоха била да не соочи со даденостите и да не поттикне тие дадености да ги трансцендираме. Византиската философија на еден начин, Платоновата философија на друг, Аристотеловата на друг, така натаму и така натаму. Но сите философски системи на еден или друг начин се соочувале со проблемот на даденостите. Дали тоа ќе биде пештер или ќе биде друга слика, друг образ преку кој што ќе се изради, ќе се представи тој систем на дадености со кој што ние требаме да се соочиме, тоа е веќе прашање на конкретното време, на конкретната историја, и следствено нашата конкретна историја и нашето конкретно време се соочува со своји дадености со кои што философијата треба да се соочи и да најде начин како соодветно и философски да се изрази.
би го прашал само Јордан дали ова до некаде одговара на дилемите кои што ги посочи. До некаде, Именно прашањето за философијата. Проблемот, значи, тврдењето, Фуко и Ницше. Ali има една точка во која што они потполно се разликуваат. Именно Фуко тврди дека не постои ниједен човек што е во одреден историски контекст и во одредена историска ситуација која што може да го трансцендира конкретното епистеме што го условува неговото мислење и воопшто неговиот систем. Значи, од таа перспектива, вклучително и философијата, елементите на филозофскиот систем на конкретен философ или мислител ќе биде условен од епистемето во кој што се наоѓа. Во таа смисла, просто е неверојатно. Замислете сега да се облечеме као да носиме антички тоги, или да се облечеме, не знам, во некоја ренесансна облека. Тоа би било смешно. Кажа што беше смешно в Скопје 2014, тоа беше карикатуралното во сето тоа. Така што очигледно ние не би можеле да зборуваме за Византија ако таа Византија нема што да му понуди на денеска. Ако таа може да понуди, например, некакви си филозофии или елементи на мислењето што во допир со современи филозофеми можат да родат, да кажеме, нешто сосема ново, она што ги поместува границите на конкретното епистеме. И, значи, во насока на Фуко, тоа е ограничување, но ничеанското, што очигледно Фуко не го прифати, е она што го збореше Ницше, дека филозофијата е секогаш во обид да филозофира за друго време, не за ова кое што е. Именно обидот да го надмине на време и да зборува за друго време. Именно за она време кое што се уште не е, а го насетуваш дека треба да дојде. И отаму тоа е прашањето, значи, во неја се чини две диалектички тенденции. Она има потреба да ја мисли сета стварност, ама да ја мисли сета стварност во полза на друго време. Но тоа е стравичното на философијата. Значи, да го мисли. Значи, еден машински инженер, не ја мисли стварност. Он само ги зима инвенцијата во духот на она што произлегува од некакви дадености во рамки на технологијата. Но тоа не го мисли. Но затоа прашање, затоа е мене коса на глава ми се крева кога ќе се дозволи, не знам, ректори на универзитети да произлегуваат, значи, како што јас не мешам во технолошкиот развој на една држава, бидејќи не ја познаме, не знам електротехника, јас не идам таму да им кажам како да функционира, за мене исто проблематично кога некој од ДИФ или од машински инженери ќе зборува за развојот на комплетното образование кој што е во сфера на општествено-хуманистичка дејност. Значи тоа би било исто, значи потpuно да ги испомешаме вончињата, да сме сите на погрешно место. Мислам, ако ме видите мене да директор на борд за електротехнички и машински развој на Македонија, нормално би се рекле, ој или полудел, или сите те околу него што го ставиле таму, тие се луди. Значи, просто сум на погрешно место. Мислам, ако сакате нужен распад на државата, мене ме ставате. Така ми го завршува приказната веднаш. Значи, ми се чини дека мислењето на целината е ствар на она перспектива на филозофијата да мисли во полза на друго време. И од тоа ми се чини дека да може апсолутно синхронично да се игра со сите епистеми, вклучително и на античка Грција и во аналитичката философија, што прават ако не потполно транстемпорално ги мислат истите контексти што ги мислел и Платон. Значи не просто прашањето на универзалите е присутно во современата аналитичка философија и во таа смисла таа е филозофска традиција затоа што се занимава со истите проблеми. Но ова ничеанството во полза на друго време, значи дали би имал предвид Фуко или во склад со собствената филозофија не би можел, он би му преговорил на Ницше дека не би можел да мислиш во полза на друго време, од тоа би
подразбирало да ја трансцендира собствената епистема која нушно те ограничува. Ти не можеш да мислиш надвор од дадената епистема. Но ми се чини, значи, ако би се одлучило за ниче, во смисла дека филозофијата може да мисли во полза на некој друго време. Значи, не знам, Јордан, дали ова ти... Да, не знам дали да го полнам. Оваа дилема да разрешува стои Хайдегер. Кај него го има овој момент на мислење во ова време, да не може она што реков, не може да скокнеш преку својата сенка и цитат на Хайдегер, не зборови, го кажам. Меѓутоа, он вели, мислителот мисли на начин на кој што може да биде разбран само во друго време. Значи, на тој начин тие две дилеми меѓу Ниче и Фуко тука се разрешуваат, односно ние Хайдегер не можеме да го разбереме за 100 години. Ниче тек сега можеме да го разбираме. Значи, по-добро од кога што и самиот се разбирал на некој начин. Меѓутоа тоа разбирање е повторно од нашата перспектива. И затоа ние не можеме, ја спомна Византија, ние не можеме Америка денеска да ја разбереме, не па Византија, за кој што немаме никакви информации. Во таа смисла, посебно односот кон другите култури е проблематичен и кон другите филозофии. Но, генерално тоа е. Времето истекува, но има уште една тема што не ја добревме и мислам дека Бошко ќе може да даде придонес за таа тема, а тоа е проблемот на императивот за употребноста на било кое наше занимавање. Како човек да нема грижа на совест, што се занимава со философија, дека губи време, дека е паразит на општеството, дека не продуцира ништо опитливо, не создава приход. Како човек да го надмине тоа и како со учениците во училиштата, особено со нивните родители, да се излезе на крај дека тоа, како го нарековте, промовирање на философијата, заведување, не заведување во негативна смисла, да децата ден губат и читаат безпотребни, неразбирливи текстови, наместо да прават нешто корисно. Под наводници. Да, како бити и време на Хайдегер. Да се губи време на тоа. Како да се соочиме со императивот на употребноста на секоја наше занимавање? Дали може би методот кој што ти го посочуваш, може тука нешто да помогне? Мислам дека заборавивме една од клучните дисциплини на филозофијата, која може би има и најупотребната вредност во себе си, а исто е предмет на програма во средното образование. И не мислам овде на етиката, туку мислам на логиката. Како дисциплина во средното образование, она што таа го носи во себе си, незината употребна вредност. Знаете дека современите кодирање и системи на програмирање се аристотеловските двовалентни логички конструкции. Бинарниот код со кој програмираат денеска е оној бинарен код кој Аристотел во неговите аналитики го воспостави, двовалентната логика. Учењето на децата критички да размислуваат, подучувањето на децата да ги преиспитуваат коренетите и закоравените предразуди, подучувањето на децата да ја користат апликативно логиката во својство на една изградена реторичка, ораторска позиција, мислам дека е еден од највредните елементи на филозофското образование. Особено во оваа ера во која добиваме еден неверојатен медиумски шум на информации, во кој се поретко и се потешко ги препознаваме вистинските аргументи, во кој ни треба една едукација на така наречените логички грешки при аргументацијата. Мислам дека во овој правец може да се пронајде вистинската апликативна вредност на филозофското мислење, особено на логиката како дисциплина, како аналитички тренинг на умот, како критичка диспозиција, како нешто што може да му помогне на младиот човек да се справи во ова општество на апсолутен шум. И тука мислам дека го гледам од прилика вака на прво одговор на вашето прашање кој заслужува и подлага контемплација на умик на размена на мислење, беше на првото што ми дојде на. Но дали може само да се подпреме на она што е апликативно и да бараме апликативност, да го бараме само на што е апликативно, или пак можеме на некој начин да се обидеме да се ослободиме од таа апликативност и да продуцираме философија која што нема да мора по секоја цена да биде апликативна? Мислам дека не би било проблем ни тоа. Тоа да биде избор на младиот човек. Мислам дека филозофијата во неапликативната вредност е она што
мојот сензибилитет филозофски не го прифаќа тој кога филозофијата станува терапевтска дисциплина и на психијатриска состојба на духот. Во таа смисла филозофијата станува болест, чиј што лек е само да даа на себе си. Незината неапликативност ја води кон незината психијатриска состојба, во смисла да филозофираме, да немаме апликативна вредност и полза од филозофијата и таа да не служи само за успокојување на нашата разиграна и вознамирена душа од свесноста за себе си како за конечни суштества. Таа смислотрагателна, неапликативна вредност на филозофијата е малку подалеку од мојот филозофски сензибилитет и мојата идиосинкразија. Јас припаѓам на идеолошките позиции кои уверуваат и веруваат во вредноста на применетото. Затоа се занимавам со применета логика и со слично. Мислам дека овој збор филозофите како паразити на општеството, дел сум една неформална група која под самата проект област нема да се согласите, ама нашата неформална група се залага за воведување на ваучери во образованието и за комплетна приватизација на образовниот процес, односно се залагаме за една софистичка концепција во која секој родител кој има дете за образование ќе добие хартија од вредност и тој ќе одлучи на кој учител ќе му го даде ваучерот. Во неколку земји во Соединетите американски држави врз основа на Милтон Фридман и неговите идеи е тоа направено. Колешката ќе се согласи, ние сме 80 во нашиот колектив, вие сте веројатно и повеќе, кој колку и да се труди, кој колку и да го боли тука, кој колку и да сака да ги заведе младите, кој каков педагошки ерос да користи во себе си, сите од нашите локални кметови добиваме идентична финансиска надокнада. И тоа е слобода на наставникот за кој зборуваше, се извинувам на вашето име, за кој зборуваше Хактон, но слободата од мојата слободарска перспектива ја замислуваме во комплетна приватизација на образовниот систем. Така што се надам дека немаме време, ама фрлив еден добар и за размислување понатаму. Мислам, помина времето, значи би требало да завршуваме. Значи, во принцип, целта на новиот средби е чисто неапликативна. Не, апсолутно апликативна, затоа што сите, значи, проблемот на разговорот. Тоа е целиот проблем. Човек има потреба да разговара. И при тоа нема потреба да разговара сам со себе, бидејќи во филозофијата е клучен разговор сам со себе. И всушност тоа е едно патување во кое што разговара сам со себе. Но во принцип, апсолутно се потребни разговори со оној другиот, кој што мисли можеби од сосема друга перспектива или од друга подобна позиција. И сега тука може од тој разговор да има некаква си полза, кој што не мора да биде апликативна, не мора индустријски патент да измислено сето тоа, но во насока на терапевтика, значи не те разбирам Бошко, значи ако човек има сериозни проблеми, значи јас филозофски проблеми, значи ако ги чувствуваш живо филозофските проблеми, како не знам Петрониевич, Расел бил зачуден како збора за логика, овој шутира канти за ѓубрење низ цел Белград, скубе коса за потполно логички проблеми. Еден Бертранд Расел, видете на YouTube расправата помеѓу Расел и Коплстон. Видите ми джентлмени кои разговараат од комплетно други перспективи. Зборат за проблемот на Бог, овој е католички свештеник, Расел е атеист. И да го видите разговорот како изгледа. Тоа е фин говор. Доаѓа Расел овде и типичен балканец Петрониевич, значи кубе коси за логика. Значи он предизвикувале лусни на неговата душа логичките проблеми кај Петрониевич. Така што кога се обидува да ги реши, тоа е една терапевтика. Така во таа смисла е апликативна филозофијата. Очевидно прави да сме, да кажам, некој тип на уметнички дела. Значи, научуваме доста работи. Кога се среќаваме со другиот, со кој што разговараме за филозофски проблеми, тоа може да трае во бесконечноста. Сега тоа се чини од перспектива на индустризмот, дека тоа нема никаква функција, али се додека постои човечкото суштество и додека зборуваме за него, обидот, ако го изставиме работникот, ако е сведеме неговата апсолутна суштина на тоа дека он е ништо друго освен работник во одредена фабрика. Кој е неговиот идентитет? Тоа е неговиот идентитет. Учел школа 20 години за тој, он е ништо друго освен заден техничар. Тоа е неговиот идентитет. Значи, но ако го тргнеме тоа, дали останува нешто од
тој човек што е завен техничар, или да не е завен техничар, што би бил? Значи, дали мора да реши да биде нешто за да добие некаков идентитет. Се додека постои тој остаток, кој не може да се изведе, да овие системи на индустријата, значи именно ќе постои филозофијата. Именно, баш како еден разговор кој ще и како апликативен. Значи, не мислам дека после ова Нели Бошко нема таму низ разговорите со неговите ученици, мислам да аплицира на тој начин што од Велешката гимназија ќе добиваме добри ученици на филозофски факултети, ќе можам да уживам во разговорите со студентите што ќе доаѓаат. Така што Бошко не мислам дека тоа. Мислам дека тоа апликацијата за ова време дека има трпение нешто да читате. Сакам да препорачам, скоро читав една неверојатно интересна дистопија, Жил Верн, од неговите оставштини, беше малку покасно пронајдена таа книга, се вика Париз во 20-тиот век, а е напишена далеко порано, една од последните негови книги. Таму се филозофиите, комунистичките дисциплини забранети и поезија се пишува за хидравличните пушалици и во едно неверојатно технолошко време, неверојатно симпатично, таму го предвидува Жил Верн интернетот и некои други технолошки иновации и тоа вие препорачувам баш да можеме да се замислиме како би изгледал светот без нас. Океј, значи тука го завршуваме петиот христијански филозофски форум, значи се надеваме да сме здрави и живи, нели следниот месец да го организираме шестиот форум со исто така интересни гости со кои што ќе се разгледнат овие класични поими што неверојатно ја допираат филозофската старост. Ви благодарам на сите. Благодарам на сите.